Еден македонец отишол во Германија и некоја жена му кажувала за нашата држава Македонија, имате Охрид, имате Преспа, тој писате, и се израдувал нашиот, вика супер, вика вие сте били у Македонија? Не. И па вика, од кај знаете за сите овие работи? Вика, па вика, еве, ја покажала збирката Македонија. Ја почнав уште од 8 години, мајка ми имаше еден албум, кај што јас си го собирав лека по лека, но како што полека осозревав, сватив дека не можам да ги имам сите марки на светот. И од тогаш се решив на одредени теми да се усмеруваш, и тоа е најважно у филателијата, да не собираш све, значи одредени теми да се собираат, и на тие теми одредени после да се направат одредени колекции, кај што во иднина би биле изложби и презентации на себе и на државата и на Македонската пошта, пример. И тоа е како да оставиш белег во твојот живот. Тоа е најважното. Најтешко сум дошол до писмото од мајка Тереза за тоа пропатувано едно писмо до нејзината хуманитарна организација, кај што беше доста интересно и доста се надпреварувавме со едно 5-6 души, сакавме тоа писмо да го имаме и излеше цената нагоре. Ова е хоби како некој вид на другарство. Значи со ова хоби се стекнувам со многу пријатели низ цел свет. Поединечни марки, одредени се марките со одредени грешки, значи чим е таа марка со грешки или е повлечена или ја нема на пазарот, значи што е поретко тоа е поскапо, инаку од марките што е постаро тоа е повредно. Со овој развој на електрониката, значи со дигитализацијата, со комуникациите, Viber, Messenger и такви работи, значи веќе нема како напорно да си честитаме роденство, честитки и со такви работи, значи веќе си праќаме пораки, тоа е тоа. И затоа е во еден мал пат и нормално одредени економијата кај нас у Македонија. За жал, младите се помалку и помалку. Кај што ја еве како иницијатор на Facebook отворив македонски филателисти, кај што на сите млади филателисти им подарувам марки. Само за да дојдат. Целта е на секоја земја да направи своја, како да кажем, вика, историски филателистички музеј. Кај што сите жигови, пликови што би скачале да се чуваат, да има некоја хронолошки настан на целата историја на својата пошта, на секоја држава. Нема во Македонија филателистички историски музеј, кај што сите овие печати би се чувале на едно место, како што од 91-а, значи тие старите печати да се вратат од Југославија, од другите места и тоа. И пликови да има некој хронолошки настан од почетокот филателија до ден денеска. Нормално за ова хоби, без подршка на Македонска пошта и на државата, самата филателија ќе иде во надолна линија. Бидејќи ова е презентација на самата држава. Ја кога искачам надвор, ја представам државата. Тоа е најинтересното. И што кој остане нормално белег.